Денес правиме здрава и постна тортилја. Останете до крај на ова видео за го погледнете целиот рецепт. Најпрво започнуваме со туна. Една конзерва туна. Доколку туната е на парчиња, издробете ја, потоа додадете малку сок од лимета и измешајте се добро. Потоа 300 грама растителен кашкавал изрендајте на крупно. Следно еден домат сечете на пола, а потоа сечете на тенки лентички. Една главица црвен кромит. Истата постапка повторете ја како и со доматот, значи прво сечете на пола, па потоа на тенки лентички. За оваа постна тортилја потребни намирници ни се тортилја, марула, рукола, домат, црвен кромит, растителен кашкавал и туна. Значи најпрво земете една тортилја, ставете 2 листа марула, потоа доматче, па туна, па рукола, па црвен кромит, па растителен кашкавал и на крај замотајте во ролна. Ова постна тортилја е одлична за великденските пости кои ни се сега. Доколку немате идеја што да ја направите за време на великденските пости, тогаш оваа тортилја е идеална за овој великденски пост. Вреди да се направи и да се проба овој рецепт. Следно во кружна чинија ставам малку рукола како гнездо и ставам одоколу грашак во конзерва. Тоа е ваш избор, не мора да го потребите ова нешто. Јас само го прикажувам со декорација како би изгледало тоа нешто. Сечете на пола тортилјата и сервирајте во чинијата. Истата постапка ја повторувате со останатите тортили. Овој рецепт е направен за само 3 тортили. Доколку сакате да ги направите нели повеќе, само додадете плюс на овој рецепт. Доколку е една туна, вие ставите 2. А сега е време за дегустација на оваа постна тортилја. Се надевам дека овој рецепт ви се допадна. Доколку ви се допадна, обавезно го лајкнете и шерете. За оние кои се немат претплатено на мојот YouTube канал, претплатете се и следете ги моите сите нови рецепти. А ние се гледаме во наредно видео со нов рецепт. Уживајте!